Денеска на локалитетот кај територијалната противпожарна единица кај новата касарна во Кочани во присуство на ученици, наставници, советници и вработени во локалната самоуправа се одржа седмата поред акција Ден на дрвото. Над 4000 садници денеска беа засадени во Кочани, а во акцијата покрај останатите учествуваше и градоначалникот Радко Димитровски. Како што цела Македонија засадува дрвца, и ние во Кочани, заедно со делегацијата која што имаме од владата на Република Македонија, се вклучуваме во акцијата за засадување на дрва. Очекуваме дека временските услови се мощно добри и дека сите засадени дрвца ќе бидат фатени и ова акција ќе биде успешна како и досегашните. Државниот секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање Сонја Лепиткова изјави дека ова е втора година поред како присуствува на оваа еколошка акција во општина Кочани. Оваа година акцијата се одвива под слоганот Стоп за катастрофите, на некој начин продолжение на сите они активности што на Балканот, а и ние заедно како влада и акцијата Ден на дрвото ги продолжуваме, за да ги опоменеме сите наши граѓани и самите себе дека сме ранливи на сите непогоди што ги носи природата и мораме многу посовесно и поодговорно да се однесуваме, така да и денешната акција е во тоа мото, за да се сопрат ерозиите, свлечиштата, што донесува многу несреќи и унесреќија многу семејства во државите во опкружувањето, а дрвото е една од најголемите заштити за таквите состојби. Денот на дрвото по 7 пат се проведува, владата дава широка поддршка на оваа акција и тоа планираме во континуитет и натаму да го продолжиме. Во Кочани сум по втор пат и навистина ми е задоволство што еве оваа година во овие навистина поволни временски услови ќе засадиме голем број на дрвца, на чемпреси, дека после неколку години овде ќе никне една прекрасна шума која што, како што реков, ќе ги спречи сите несакани действија на поплавите, на ерозијата и на свлечиштата. И пратеникот во Собранието на Република Македонија Иван Иванов допринесе во акцијата Ден на дрвото. Јас како дел од пратеничката група на ВМРО-ДПМН со задоволство давам свој скромен допринос во оваа акција. Имено сведоци сме дека глобалното затоплување се повеќе покажува својата негативна страна и сите граѓани го чувствуваат на овој или на оној начин. Овие акции, вакви акции се најдобра превенција за тоа и апелирам да сите граѓани, значи ги користат не само овие акции за можност за засадување на дрво, туку секогаш кога имаат прилика тоа да го направат, да тој начин оставаме на идните генерации почист воздух, позелена и поубава Македонија. Од шумско стопанство Согово беа обезбедени садниците и алатките со кои граѓаните ја засадија својата иднина. 7 година поред се одвива акцијата Ден на дрвото и оваа година со задоволство можам да кажам дека одзивот е премногу голем. Секакви категории на граѓани и на институции дојдоа, некои по едно, некои по 10, важно се приклучија кон оваа акција. Локацијата е добро позната. Ние сме присутни во текот на целиот ден, така да сметам дека ќе дадеме мал придонес кон озеленување на нашето опкружување, за да имат нашите граѓани зелени површини каде што можат слободно да се рекреираат и да дишат чист воздух. Една од позначајните димензии на оваа акција е стекнување навики кај младите за грижа кон природата и зачувување на животната средина. И во основните и средните училишта учениците учествуваа во акцијата, засадувајќи дрва во училишните